Следува словото за Свети Климент. Го поканувам отец Илија Добрев. Поведете. Добро вечер, драги браќи и сестри. Нека ни е честит празникот, патронот на нашата Македонска православна црква и на целата Македонска православна црква Охридска архиепископија. Вечерва ќе го задржиме нашето внимание на тема Свети Климент Охридски, македонски учител и просветител. Деновиве нашата Македонска православна црква Охридска архиепископија и сиот македонски народ насекаде во светот го празнува својот патрон, закрилник и заштитник Свети Климент Охридски. И ние овде во иселеништвото силно го чувствуваме и свечено го прославуваме споменот на нашиот првоапостол, епископ, светител и чудотворец, прв македонски просветител и учител големиот Свети Климент Охридски. Особено ние православните македонци кои што живееме во Торонто, треба да сме горди на овој Божји дом, Божји храм, кој е посветен токму на него, а идната година ќе го одбележиме 50 годишниот јубилеј од осветувањето на оваа црква и затоа нашата обврска е двојно поголема. Во овој Божји храм, на ова свето место, 50 лета преку проповедта на Словото Божјо се продолжува делото на Свети Климента. Верните се учат на вистината на верата, младите се крштеваат и венчаваат. Ова свето место веќе 5 децени не само што е духовен центар на македонците, туку и рассадник на македонската култура, традиција, обичај, а преку фолклорот што се негова на ова место, станавме препознатливи меѓу другите народи. Тоа е делото на светиот наш мисионер, учител и просветител Климент, кој уште пред скоро 11 векови го определи патот по кој треба да одиме, зашто ние сме му вечно благодарни. Во историјата на Македонската на православната црква има мнозина светители кои се нарекуваат учители и просветители. Такви се Свети Григорий, просветител на Ерменија, Света Нина, просветителка на Грузија, Свети Фрументи, просветител на Абисинија, а и нашите солунски свети браќа Кирил и Методи, од чија просветителска дејност и денес се хранат сите словенски народи. Меѓу овие светители секако спаѓа и нашиот Свети Климент Охридски, со право наречен македонски учител и просветител. Свети Климент како просветител е наречен не само во подоснешните писанија и творби, туку и од првите писатели и негови животописци, особено Теофилак Охридски, како и во неговата служба каде се нарекува просветител и учител и наставник на православието. Но ќе прашаме во што се состои неговата учителска и просветителска дејност. Најпрво во тоа што отворил прво училиште кое набрзо прераснало во универзитет во Македонија, односно во Охрид, и тоа во време кога многу народи во Европа и соседството се уште спиеле во мракот на незнаењето. Со тоа тој извршил епохално дело чии плодови и ние денес ги чувствуваме. Како што се издигнувала македонската држава, особено за време на царот Самоил, така растел и Охрид како културен центар на Балканот, па и пошироко.
преку свети Климент Охрид постанал културен и образовен македонски бастион во Европа. Токму преку Охрид историјата ни покажува колку ние македонците сме биле миленици, но и страдалници. Помилувани и привилегирани сме били од Бога, затоа што ни го дал свети Климента, кој не издигна на високо место, а јазикот наш стана четврт јазик во Европа. Страдалници сме биле затоа што секој кој посегнувал по Македонија најнапред сакал да го покори или да го присвои Охрид, знаејќи дека со покорувањето или присвојувањето на Охрид ќе не избрише и нас како народ. Не само во минатото, истите страдања ги трпиме и доживуваме и денес. Оти оспорувањето на државата или преименувањето на нашата древна Охридска црква не е ништо друго туку обид за уништување на нашиот македонски идентитет и обид за наше уништување како народ Свети Климентов и народ Божји. Благодарение на Свети Климент, Охрид стана темел и основа на нашиот идентитет и постоење како народ и црква македонска. Затоа и ние денес, кога влегуваме во Охрид, треба да имаме чувство дека влегуваме во душата на македонскиот човек, дека влегуваме во собствената душа. Чувајќи го Охрид, се чуваме и себе си. Иако после Самоила не сме успеале да издигнеме како силна држава, создавајќи силни царства, но нашето духовно и културно издигнување е неоспорно. Од овде, од Охрид, ние ги примивме богослужбените книги, рече патриархот Московски на цела Русија Алексиј II при неговата посета во 1962 година. Другата страна на неговото учителствување и просветителство е во тоа што тој ни оставил црква Христова, ни остави црква македонска, црква автокефална. Тој имал најблизок пристап до вечно живиот Бог, а и нас, како народ православен, преку црквата што ни ја остави, не удостои да имаме најблизок пристап до Бога. Тој бил народен мисионер и работник на лозјето Господово и преку проповеди, поученија и слова го упатувал својот народ во основните вистини на верата. Од друга страна бил и дипломат, така што користејќи ги приликите на времето станал прв епископ, управител и поглавар на црквата Христова во Македонија. Историјата наша низ вековите, од неговото време па до денес, не учи дека Свети Климентието нас како народ не сочува. Делото на живиот епископ Климент се преточило во дело на безсмртниот Свети Климент. Митот за него како светител го прави и делото негово свето. Преку него и нашата култура се издвојува и високо се издигнува меѓу народите, а Охридската архиепископија целу 8 векови била столб и тврдина на православието. Тој бил првиот наш верски поглавар, писател, законописец, дипломат, агроном, просветител и лекар. Делото на Свети Климент е дело по кое ние македонците сме препознатливи во светот по својата држава, по својата вера, по своето уверување, по својот јазик, по своите закони и по својата честитост и правда и најпосле по својата набожност. Затоа неговото дело може слободно да го споредиме со делата на најпознатите мудреци
научници и книжевници од тоа време, а кои служат како мост за премин од едната епока во времето на средовековната култура. Славејќи го Свети Климента се славиме себе си, бидејќи историјата нему му ја доделила најголемата титула да биде учител и просветител на својот народ, усмерувајќи го кон највисоките вредности кои го потврдуваат еден народ. Тоа негово дело го чувало светиот Мит и во годините кога македонската држава престанала да постои. Тоа негово дело треба да не поттикнува и духовно да не храни нас денес за очувување на нашата држава и црква како најголеми светињи, оти се она што и денес се нарекува православие кај нас, постанало суштина на нашето македонско постоење. Свети Климент напишал повеќе проповеди, поуки и слова за празниците. Неговите поученија и денес се користат како добри лекции за нашето духовно живење. Празнувајќи го споменот негов и денес, тој може да не поучи на две нешта. Како треба да се чува верата во Бога, како треба да се чува татковината и како треба да се поучуваме и просветуваме преку книгата и преку напишаниот збор. На ваква просветеност, полна со знаење за вистината, за Бога и полнота на живата заедница со Светиот Дух, Свети Климент се научил и ја стекнал низ неговиот подвижнички живот и делатност најпрво како монах, а подоцна и како епископ. Затоа во неговиот тропар пеене: со чудеса си ги просветил оние што пристапуваат верно кон тебе. Со други зборови, си бил учител на патот што води во живот, оти кога си дошол ти со Духот Божи, си ја просветил татковината своја и си ги препородил чедата своји со Духот Божи, и како млади лози си ги насадил во своето духовно лозје. Во она лозје божанско и богочовечанско, каде во средината расте дрвото на животот Христос, а светите и просветените човечки личности се плодови на тоа дрво на животот што си го посадил ти. Исцело посветувајќи се на служба на Бога и на народот свој, станува најголемиот и најзаслужниот работник на лозјето Господово во Македонија. Неговата ангелска величина на земјата нас не обврзува да го нарекуваме свети. Свети Климент Охридски, односно македонски. Ние и пред него сме биле македонци, а и поради него знаеме дека сме македонци. Тој не ја измисли, ниту ја создаде македонската нација. Тој само исцело му служеше на својот народ, народот кој тој најмногу го сакаше, и ни даде уверение, сертификат, како посебен народ и свидетелство за нашето полнолетство. И не само тоа, тој ни даде упатство како треба да се сака својот народ, како да ја воздигнуваме нашата дедовина, и ни остави тапија на македонската земја. Ни остави тестамент по кој ние ги наследивме татковината и црквата, ни даде историски доказ за нашето постоење и завет дека тоа треба да го чуваме и забрана дека никој, па макар и со сила, не смее да ни го одземе. Од него произлези свеста кај нас дека македонскиот народ низ вековите го воделе неговите свети луѓе. Он е продолжение на светите луѓе во Македонија уште од апостолско време и продолжение на сликањето на македонскиот иконостас во небеската македонска црква. Бидејќи долго немавме своја држава, нашите манастири и цркви постанале олтари на татковината.
Таа мисла за своја држава била вечна, оти сите владетели и народни управители се смртни, а светителите се вечни. Затоа свеста за своја држава ке нашите предци и во најтешките времења не престанала. Таа духовно во мислите постојала секогаш, а Охридската архиепископија била доказат за незиното постоење. И во времето на робството нашите духовници во манастирите имале свои правила на живење над кои биле македонските светители. Самиот спомен за Свети Климента ни дава обврска сето она што тој го создал и за што се изборил ние да го сочуваме, а пред се јазикот наш македонски, името наше македонско, црквата наша македонска, татковината наша Македонија. Не заборавајќи го, него ние ја чуваме нашата иднина и мислиме на нашите поколенија. Треба ние сите денес да се прашаме, што вредно ние работиме и што ќе оставиме на нашите поколенија. Оти ако се откажеме од јазикот, ако се откажеме од идентитетот, од името на црквата, од името на државата во своја, по што ќе не паметат нашите поколенија. Свети Климент бил столб, гранитна стена на верата во Бога и православието. За да ја зачува верата и православието во себе и во срцата на својот народ, тој бил подготвен да го жртвува и својот живот. Погледнете колку е денес верата ослабена, ништожна, микроскопски мала, притисната со негативен дух на времето, што едва и може да се забележи. Наместо верата да биде одраз на нашето убедување, таа е сведена на обична традиција. Вистина е дека благодатната вера не е сосема исчезната, но е многу ослабена, а што е полошо, таа не се зајакнува и не се исповеда како што треба. Затоа, славејќи го неговиот спомен, неопходно е да се погрижиме за следното: да ја зајакнуваме верата наша во Бога и во срцата наши, да ја чуваме чистотата на душите, да имаме праведност во мислите, благодарност во чувствата, вистина во зборовите, љубов во делата, благост во карактерот и покорност на волјата Божја. Честитајќи ви го празникот, ве повикувам да дојдеме сите утре на редовната света богослужба, утре е недела, а задутре понеделник на самиот празник и на секој празник и недела. Заеднички да се помолиме на нашиот Свети Климент. Само на тој начин ќе го исполниме заветот наш кон него и кон Бога. За многу години честит празник, да сте здрави и живи сите. Амин.